Кај сте? Ајде срекна нова се најубо и од децата да си изчекате. Леле, 1 јануари 2025. Мене ден денес 2000-та ми е како пред 10 години да беше, то пред 25 години била мор. Како бега времето. Ега остајто како си поминавте с нощ, суморно јутро работата. Јас ти штарно е запнат, како лани, така и годинава. 1 јануар запнат, настина. Лани температура имав, годинава неам толку, ама ет, мање више тука сум негде. Ама тој бе бате шо ќе му пре. Не прашва тој на тема. Дури жената ми рече седи море одмарај 1 јануари, никој ништо не работи. Јас реков не, никој не работи, јас ќе работам. Како беше она? Работи дур сите спијат, за да спиеш дур сите работи или како беше? За да уживаш дур се мачат другите деме. Нема грешка. Але жената дури од телевизија ми рекоа не иди море, не мораш да идиш на 1. Јас реков не, јас сум професионалец и да врни и да веј и сонце да греј, Виктор ќе се смеј и цел живот ќе пеј. Така. Ако ви чини, ако не знаеш како, кој те праша бе? Ај се, кошо е редо, на шпица да бувниме, па после ќе си продолжиме со муабет. Пушта, уствари што да пушташ сам, треба да се ја пуштам. Сега ќе ја пуштам и одиме. Се плано беше за денес дека ќе свирам, ќе пеам тука нешто новогодишно веселје, 1 јануар, разбирај. За малце април ке речев исто е, 1 јануар, 1 април исто е. Арно, не испланирав дека ќе бидам неспособен моментално. Заборавам дека 1 јануар обично сите се неспособни, не само ја. Ама нај се ќе стокниме са некој рап за да не мора да пеам, да се дерам. Вака пример ќе му речим. Дедо мраз, море дедо мраз, да ни дојси здравје и некоја мас. Дедо мраз, море дедо мраз, ела побрзо, оди клоцата вас. Не ќе си играм играчки, море, седи. Да има поубаво нешто од импровизација. Пошто кога ќе одумаш нештото да го кажиш, може ќе го кажеш, може ќе го грешиш, ама не го оставаш мозокот, ќе ги премислиш работите. Вака кога немаш време да го издумаш, ќе лупниш нешто што нема да го смислиш и може многу поинтересно да испадне. Сам пример вели, можеш и да се збуниш и ништо не речиш, тоа е најверојатно случај. Са прво прашање што ме интересира е кај бевте за Нова година. То сакам во коментари да го видам и исто така. Друго прашање што ме интересира е што ви дојсе Дедо Мраз, пошто кај мене дојде Дедо Мраз и затоа малце вака со раката прамоти ми дојсе нешто многу убаво вака. И затоа многу си опоштувам јас Дедо Мраз. Не дека е битно што ќе дојси, битно е дека е тука, дека постои, дека носи стално. Дедо Мраз, море Дедо Мраз, носи многу поклони, стално тој кај нас. Гушала настрана го видов Дедо Мраз низ битола. Опната кочијата бе бате којној да го влечка. Тој качен таму ги јава којнојте. Луѓе седнати во приколицата. Ја мајката, кај ти се ирвасите бе море Дедо Мраз. Јосте ирвасите, поклоните кај ти се. Ги раздаде поклоните сега по 20 кој за нагоре таксист ги вози. Абе се е за бизнис море, Дедо Мраз се направи бизнисмен. Ги пушти ирвасите на пасење, ги опна којнојте, ајде луѓе ќе возиме сега. Не бе бате, тоа е. Иначе утрото на 1 јануар е можда најпознато по Walk of Shame или одот на срамо. Оти ки речи. Оти баш на 31 вечерта најмногу луѓе се прат питулица или заглавуваат негде до Савајле по кафани или заглавуваат кај некој до Савајле или појма не. Ама битно се кој Савајле на 1 јануар ги имаш тие стандард што си одат на работа што едноставно ете немат оддишка ни за први. И ги гледаш другите ко пусти гојда пешки пошто не сме да вози питулица си ба направи. Кој шанта, кој го држа, кој нурнат, сите нурнати глајте. Никој вака не е во глата. Дури и да си има многу во поминато, сите вака одат со глајто, ти знат народо каков е кајна. Како сакаш оди ти кој те видат дотеран од сношти Савајлето другиот ден, муабето излегва па што сака нека. Леле, не, чупето од Митревци. Леле. Кјузне кај има оден. Кјузне. Си има пустено негде до Савајле, не може да се прибе. Тоа не може да. А мори доста зборуваш, мори доста. Може трета смена беше сношти. Аха, трета смена на пустење. Сите знаеме сме биле млади. Знаеме, а? Кај се имаш ти пустено? Доста ма рекај да се имам пустено. То најмојо сум цел живот од дете ме зеде. Да го земи тој на темаго. Сум се пустела ја. Море ко не се пустев да не ми е криво. Тоа е уствари коренот на сите тие озборвања. Љубомората бева. Имаше една песна Душмани од завист да позелена. Така некако беше. Значи ќе пукнат од озборвање и од вадење муабети оти. Тие не си го живеале животот како што сакале. И са некој друг ако го живе одма нечи. Пошто ете пример јас. По 200 милиони ти пат да кажам не
пушам, не пијам и така ната. Па никој нема верба. А вистина е дека ни пушам, ни пијам, нити се другирам ништо. И ми си има случајно за Нова година да главиме пошто ние си организиравме забава. И дури има луѓе ти како организатор мора си таму. И пошто јас бев единствен трезен, после тоа јас ги влечкав сите пешкиот и немав дозвола. И други извлечкам јас сите по дома, бе бате, јас се враќав дома во 10 савајли. Јарно, ама кај беше овај до 10 савајли? Ти знаеш шо има праем? Како не му е срам 16-17 години вакви работи да прави. Тие не си гледат децата, внуците на 3-14 шо му прат, на 17 ќе кажуваме приказни, али добро. Пример сега, пошто ме знат сите околу дека работам в студио, последните 10 години киснам до ние едно време, си бегам стално ние едно време дома, веќе му е во ред пошто ме знат кој сум. Ама сега дом на некое друго место да живеам кај шо не ме знат, обавезно тој ќе види муабет. Шо прави овој секое савајле во 6 Tuesday као? А тој овде, заглавен во ова велелепно студио, или снима видео или снима аудио. Тоа е. А дека на 1 јануар од савајле ќе видиш се и се што ќе видиш, Боган. Пошто ако ништо друго не се сила толку во последно луѓето со возење. Кај од дома ќе гњават, кај гледат што се дешава, што ќе плаќа казни, ќе излези пешки или со такси, ќе си ој пешки или со такси. Порано? Уживај бате порано ти. Кој такси е, јас ќе возам. Тој направен не по земја. Немој колата да си ја види кај, камоли клучо, ако погоди камоли да вози, ама тој ќе вози. Ништо не. Не ништо не ти е, нема проблем за тебе. Пошто никој жив на свето не се разбрал со пија. Ти му велиш дај клучоите, аз ќе возам ќорси. Тој ти вели 6 брате, 6, 7. И ој се разбери. Наместо земи како цел нормален народ да си шета 8 кивака до дома. Инфинити знаково прај гарант му и тетовиран негде. Значи ако од клубо до дома има 2 километри, тој 10 изоди. Ама битно кога тогаш ќе стигни бе бате. А тој пато до дома може цело патешествие да би. Колку има. Излезе неколку пати на улица за малце ќе го изгаза. Ќе го подотрезнат малце ситуациите. Ќе сретни друг некој исто сумки шо прај ќе прат заедно сумки вака. Ќе му се приоди помала нужда, ќе благослови неколку дворови куќи попат. Кој станиш од савајля се чудиш, што мириса вака дворове, на стаорец тојсан мириса. Зато ти мириса вака. И ти толку работи ги ти се случат успат што достигнеш дома веќе си друг човек, така. Веќе си спремен за чорба и почнува новиот ден. Некој ќе јади чорба дома, некој ќе го направи чорба негој. Зависи од возраста, де. Исто така имаш луѓе и што се разбудват на погрешно место. Ќе излезат вечерта, ќе јадат, пијат и последно нешто што го памтате кај што тие играт нешто. И секвенци се. Секвенца кај што игра, секвенца од шолја, секвенца од некој вака кај што му стои кај што му објаснува нешто. Па секвенца нешто игра и другиот ден се разбудва нигде никаде. Сега, тука пак мораме да спомниме клучната разлика меѓу мажите и жените кои се разбудат на туѓо место некој. Како се разбудва женско, мамурно од савајле кој ќе нема појма ка. Нешто направи. Ќе та бегам побрзо, дур ме нема видено. Срамој. Демек не те виде, додуша може и не те памти, не можеш да знаеш. Зависи во кое стање бил тој таму, али добро. А маш како се разбудува. Опа! Царе, бе, машина. Сега јас не би знаел да кажам, пошто никогаш не сум бил мамурен и не сум се нашол во ситуација се разбудам негде да немам појма кај. Ама што сум слушал од муавети, обично на мажите и не му е многу битно. Кој е чупето, какво е, шо е. Битно чупе, да. И битно е по можност да не е во ситуација да мора низ балкон да рипа да бега. Макар што и то прави уба приказна за раскажување. За сигурно е терсена ситуација ако случајно двајца другари се разбудат едно до друго. Па да биди кој тој вицо со цимерите што му рекол цимеро 1-0. Ај да не ви навлегвам во приватностите. Ај речите те овој не осудва тука. Има кој да суди. А во последно време се поќе има луѓе што сакаш одвај чекат да дојде некој ваков ден кај што не се работи, за да си се оттегнат дома со фамилијата, да си пуштат вистинска телевизија, си ја гледат новогодишната на вистинска, да си се накркат ко луѓе да му се оттегнат бебат. И савајле да знаат и кај се и кој се и шо се и да се разбудат до љубените и дури и да ги боли глата, има кој да му даде кој да му свари чај, кај мене во случај и животот да му е убајн. И тоа ви го посакувам на сите понатаму. Животот да ви биде убајн. Мислам дека доста е ко за 1 јануар. Па не претерваме. Да си одам, жената ме чека, јадење друго ме чека, уживање ме чека, чајче ме чека, се ме чека. Така што имајте вие уба реприза, и уба друга реприза и пета реприза. И имајте најуба година во живот. Поздрав и среќни празници.